Добро вечер, почитувани, добродојдовте во магазинот вечерва со Слободан Томич, како што најавив, вечерва ќе видиме со незината екселенција Дорис Пак, која ќе ни биде гостин во неделно петочно издание, да речам, заедно со Слободан Томич, а исто така ќе бидам и со неговата екселенција Зоран Давич, амбасадор. Ќе го сакам добро вечер и добродојдовте. Добро вечер. Ќе поздравиме и господјата Дорис Пак и да најдам на разбирање, ќе го реализираме на англиски јазик. И вечерва е со нас неизбежниот Жан Станоевски, кој е голем поддржувач на овој наш заеднички проект на телевизија Вистел. Your Excellency, welcome in our show, на нашето and шоу. I am very happy because Веќе сум he што joined us tonight. сте со нас We are вечерва, together with His Excellency заедно Zoran со Dabić, неговата Ambassador, екселенција господин Зоран Дабич, амбасадор. and we record in the television Vistel, regional Во television телевизија Skopje. Вистел, оригинална телевизија Вистел се наоѓаме во Скопје. Also, the translator, Исто така ви го представувам и толкувачот Жан Станоевски, кој што ќе биде со нас во наредниот час или нешто повеќе. okay. However, Како и да е, Ms. Doris Park, господја Дорис Пак, прво би благодарам за учеството во вчерашното интервју на нашата телевизија as a concession и како познавач на приликите на Балканот и регионот во целост, сакам да ве прашам како ги оценувате случувањата на Балканот и неговите аспирации за членување во Европската Унија. Ве молам. Здраво. Добро вечер од Германија, на границата меѓу Германија и Франција, во Сарбрикен се наоѓам. Може би знаат некои од македонците каде тоа се наоѓа. Драго ми е што сум со вас, затоа што јас сакам граѓаните и вашата земја. И се имам среќавано со политичари од регионот, затоа што долго време работев со регионот и не е лесно да се одговори на ова прашање, затоа што има 6 земји, од кои 2 се во фаза на преговори веќе долго време, тоа е Црна Гора и Србија, и третата сега се надеваме Албанија и вие. Се уште не се започнале со преговорите и вчера чувме дека комисарите предпорачаа да се започнат преговори со Босна и Херцеговина, така да ќе имаме можност да ова долго страдање и чекање да го премостиме и да имаме 6 различни земји, 2 од нив Словенија и Хрватска веќе ја напуштија таа група пред повеќе години и останувате вие и се чувствувам малку тажна што тоа толку долго трае. at one time you Современо said бевте гласен и јасен поддржувач во делот на државите на Западен Балкан, дека тие треба да бидат дел од Европа и согласно блокадата на Македонија и Албанија, кој што траеше до пред 4 години од страна на францускиот председател Макрон. Дали го имате и го делите истиот став и сега, и денес? Да, го делам. И проблемот со господин Макрон беше во тоа време што не го познаваше добро Балканот и можеби направи грешка кога не дозволи да се започнат преговорите. Видите, во тоа време Македонија и Албанија можеа да добијат шанса да започнат со преговорите, да или не, и дури потоа други земји почнаа да прават проблеми, така да мислам дека Макрон требаше да научи нешто повеќе и да разбере, и можеме да сметаме на него сега, во меѓувреме тој ги разбра работите, но мора да одиме со напредок на различни полиња од различните земји. Ambassador, can you add something about that? Да, јас целосно се сложувам со господја Пак. Сметам дека председателот Макрон во тоа време не направи едно тешка стратешка грешка, што би рекови нашите политичари, и веројатно не беше свесен дека секој одложување
на Балканот креира, создава многу негативни ефекти во процесот на проширување и на внатрешната ситуација во државата. Екселенцијо, Германија и Франција, како основачи на големата Европска унија и семејство на ЕВО, кое членува 27 држави, но сепак во чекалницата на Европската унија има се уште многу држави, меѓу кои и Македонија, која долго беше во очај, бидејќи мораше да чека 2 децении и повеќе, тоа е многу долг период. Вашиот коментар во врска со ова прашање, молам? Да, особено Македонија предлого чека. Бидејќи во 2005 година, заедно со Хрватска, Македонија требаше да добие можност да почнат преговори, но другите земји членки пред 20 години, значи, го блокираа тоа. Мислам дека тоа е посебен проблем со некои од земјите што ги спомнав, но мислам дека ова е нешто што е тажно. Јас сум неколку пати бил во вашата држава и вие жестоко сакавте да станете членка, но проблемот е поради тоа што не можевме да го направиме тоа, затоа што една држава се постави и како пречка и затоа не можеше да почнат преговорите. Се надам дека тоа беше одговор на прашањето, затоа што има многу чекори кои треба да се изодат во земјите, некои повеќе, други помалку, и не може да верувате дека Србија започна со преговорите, но тие се уште на некој вид чекање во процесот, значи мора да има силна волја кај политичарите да ги направат неопходните нешта за да може да влезат, не само од наша страна што треба да се направи, туку самите земји треба да и политичари да кога говорат и кога дека не ги прават нешта така што треба, така да би рекла на овој начин ќе мора да се продолжи да се исполнат оние барања кои што се неопходни. Прва држава од Западен Балкан која потпиша договор за стабилизација и асоциација со Европската унија е Република Македонија, која во текот на конфликтот од 2001 го потпиша овој значаен документ со Европската унија и која даде големи жртви како држава, како народ, а тоа е имплементацијата на еден голем, ексклузивен и инклузивен договор кој го нема ни на територијата на ЕУ, а се однесува на малцинските прашања. Тоа е Охридскиот договор, екселенцијо. Зошто, господјо Дорис, пак тоа се случи? Што направивте вие во последните години и зошто не го почитувавме тоа што како беше кажа? Нешто што се сеќавам на Охрид пред 20 години за потпишувањето на договорот, тоа е нешто што беше дел од критериумите за не беше тоа дел од критериумите за придружување и ќе повторам, не можевме и покрај вашиот труд имаше една земја која што беше со одговор не, и тоа беше проблем и срам ми е што можам тоа да го кажам и затоа сакам да анализирам на некој начин дека ќе треба да го промениме овој начин на гласање со консензус, затоа што не ќе може да дојде крај на овие потешкоти кои што вие се соочувате, ако тоа не се направи. Благодарам. Да одиме чекор по чекор. Арбитражната комисија на ЕУ, предводена од група референтни и еминентни професори по уставно право, предводена од неодамна починатиот Падентер, современо даде зелено светло само за Македонија и Словенија од поранешните југословенски републики, со оценка дека само
тие ги исполнуваат критериумите и стандардите на Европската унија и дека само овие две републики може да почнат преговори со ЕУ, а тоа од тогаш помина, господја Пак, 32 години. Не е ли тоа се многу години? Господја Пак? Да, како што реков, вие го заслуживте многу одамна да почнете преговори и ги испочитувавте сите копенхашки критериуми, но проблемот беше што имаме гласање за консензус во Советот и тоа е една земја која што стоеше, особено Грција, беше која што не даваше дозвола да се започнат преговори и затоа треба да влеземе во нова ера, да гледаме напред со владата од вашата земја која што работеше добро во аспект, сите влади што работеа на аспект на придружувањето на вашата земја во ЕУ. Како еден од најревностите експерти на Балканот, екселенцијо, еден од најдобрите познавачи на приликите на Балканот, ве прашувам дали треба конечно да ги започне преговорите со Европската унија без дополнителни барања од која и да е земја членка на Европа, ако се земе предвид дека Македонија ги исполни своите, односно барањата и задачи што беа поставени од ЕУ, меѓу другото и со отварањето на македонското небо и територија во 1999, се извинувам, за евроатлантските сојузници и безрезервно ги прифати албанците од Косово во висина од 18% од домашното население. Предходно во 95-та исто се случи со прифаќање 93-та до 94-та, мислам. Исто се случи со прифаќање на босанското население за време на конфликтот во Босна, давајќи им целосна безрезервна поддршка како бегалци. Имам впечаток дека ги знаеме овие работи, затоа што одговорив јасно дека највеќе правиме што можеме да повеќе од сите други во регионот, но една земја е таа која што се поставува и за жал консензуалното гласање не попречува да можеме нашите ветувања да ги исполниме и да продолжиме со прогресот на придружување и така да не е можно да направиме. Ние се обидуваме да ги убедиме сојузниците и ја користиме довербата што сме добили, можам да ја разберам дека дури се чувствувам и посрамена што ни се случуваат вакви блокади, но една земја членка може да блокира поради правилото на консензус и тоа треба да заврши, треба да се отстрани како правило. Јас би додал нешто од оно што Слободан кажа за македонската компетентност и придонес кон меѓународната безбедност и мир. Јас се сеќавам дека Македонија беше меѓу првите земји во 2002 година што учествуваше во НАТО мисиите тогаш во Афганистан. Потоа исто така учествуваше во мисиите за УНИФИЛ во Либан, потоа во коалицијата во Ирак, во Алтеја, тоа е ЕУ мисијата во Босна, докажувајќи на вистина дека тоа е одговорен член на меѓународната заедница и дека тоа може да биде само додадена вредност на Европската унија од аспект на безбедност, што ќе го внесе. Господја Пак, со овие чекори Македонија покажа дека и почитува човековите права. Тоа е едно од главните
предуслови и начала според копенхашките критериуми. Да, направите се што треба, но можам само да повторам, треба да продолжите да ги работите овие нешта, да подобри политики испроведувате ова што требате како влада, да гледаме дека борбата против корупцијата треба да се прашаме каде е таа, и минатата влада исто така беше токму срушена заради корупцијата и што подоцна дојде не е напредок, така да треба да се посветиме на тоа за можностите за електоратот во наредните избори, да имаат на ум дека ќе дојде до промени само ако вие се заложите и дека тие сами по себе нема да дојдат, дека мора политиката против корупцијата да се спроведува, мора политичарите да се борат против тоа зло и оние политичари кои што навистина се заинтересирани за туркање на државата во правец на Европската унија, да ја воведат борбата против корупцијата како своја главна тема и тоа да не биде декларативно, туку да биде здраво и тоа е прекрасно. Во една прекрасна земја како вашата, ние мора да ги убедиме и другите земји членки дека вие одите во таков правец. Амбасадоре, вие нешто? Се сложувам со се. Да разбереме за користење за нашите гледачи и прашањето е малку долго, затоа што сакам да фрлам една ретроспектива на она што се случи на Македонија. Исто така 2,5 децении беше блокирана од една европска членка од нејзиниот сосед Грција без никаков аргумент и причина. Бројката од 145 држави кои ја признаа Република Македонија под уставното име докажува дека Македонија заслужува да биде дел од европското семејство, но тоа не се случи бидејќи тогашниот премиер Зоран Заев го прекрши и го запусти гласот на народот и го смени името на Македонија во Република Северна Македонија без поддршка на референдумот. Господја Пак, не е ли барем тогаш Европската унија требаше да покаже разбирање и да започне со преговорите со Македонија, особено затоа што добиваме многу охрабрување од Европа дека само уште да го смениме името и ќе влеземе во ЕУ. Да, едноставно кажано, тоа беше вето од Грција и јас секогаш тоа го гледам како националистички истап, затоа што не е фер Македонија дека ќе земе нешто од македонското минато во Грција. Немаше непријателство, вие сте соседи, вие работите заедно. Не можам да го разберам, но не беше можно да се убеди Грција, барем мнозинството земјата не сакаше да дојде до промена на името, но мораше да се најде компромис и тој компромис беше најден во прифаќање на ова како Северна Македонија и тоа беше направено во собранието, не беше од самиот премиер тоа направено. Значи, тоа беше компромис кој беше тежок, иначе немаше излез од оваа проблематична ситуација. И јас бев сигурно дека ако тоа го направиме, дека портите на ЕУ ќе се отворат, но ете изминаа години, но уште не, јас тоа го поддржував. Немаше ни една друга земја која беше во тоа време против вашето започнување на преговорите, освен Грција. Така да тоа беше момент кој бев среќна. Сепак дека сакав да бидам среќна за да почнете вие секако, но немаше можност поради таа ситуација. Друг сосед кој што ете уште еден камен на патот кон унијата на Македонија, кон Европската унија. Амбасадоре?
Да, како што спомнувате со право, начинот на промена на името не беше дури и правно издржан и соодветен. Тоа не донесе до една слаба карика или слаба врска со правното тело во овој процес и исто така тоа се уште е жива рана во ткивото на националното ткиво на Македонија. Јас би рекол дека Македонија направи од самиот почеток многу концесии што се однесува и се забораваат во последно време или се избегнуваат, како на пример прифаќање да стане член на Европската унија согласно овој чуден акроним бивша Југословенска република Македонија, бидејќи тоа беше единствениот начин, но на тоа време веројатно така изгледаше, што стварно е смешно, затоа што Македонија не беше бивша, не беше ни Југословенска, туку беше многу жива и полна со живот. И во тоа време, во раните 90-ти, исто така прифативме со цел да ги грчките грижи, да ги малку решиме, да го промениме нашето знаме, што од 16 кракото сонце, што беше најдено како многу ретко овде на македонска почва, и луѓето од стари времења сметаат дека тоа е нивни символ. Но, како што реков, ние се одлучивме овие грижи на Грција да ги покриеме. Тоа беше 95-та година, го сменивме знамето, со цел да покажеме добра волја и да направиме bona fide. И исто така го променивме на ист начин и нашиот устав, искажувајќи јасно дека немаме територијални претензии кон било кој од нашите соседи, што не секогаш е некаков дел од уставите, бидејќи се однесува повеќе на веќе ако си дел од Обединетите нации, дека така треба да биде. Така да би рекол, третата голема концесија во тоа време беше дури и фактот што ние се договоривме да преговараме, да почнеме преговори за нашето име, кое што, како што знаете, наследено право на секоја нација, на секој народ да се одлучи како ќе се чувствуваат и како ќе се именуваат. И во разговорите со некои од моите колеги подоцна, 10 години подоцна, кога говорев, велев дека подготовките за кога почнаа преговорите за името во Преспа, јас нагласив на моите колеги за овие концесии и знаеш што беше одговорот од нив што го добив? Одговорот беше веројатно прерано почнавте да давате концесии и да попуштате. Да. Да. Јас не успев да разберам се што кажа амбасадор. Се обидов да разберам. Посебно прашање овде беше. Амбасадорот кажа за Господјо Пак, реков дека ние дадовме многу концесии, многу отстапки во раните 90-ти со промена на знамето. Тоа беше во последните минути, секогаш говориме дека се дадовте што беше неопходно и ние ви ветовме нешто и не успеавме да ви го дадеме, затоа што не сакаме, затоа што една земја се противеше. И дека таа се го попречуваше, значи уште еднаш безпомошна сум, значи бидејќи немаме инструменти да ја убедиме таа држава да разбере не Грција туку пред 25 години, туку да го разбираме, но за целата во сите политичари и политички циклус и како што ве познавам, луѓето
22 godine да се гледаме предходно кога бевме во Македонија во 2001. Потоа се среќававме во Страсбур, во Брисел 2003 и се познаваме 25 години веќе. И јас ве почитувам, верувам дека нашиот амбасадор господин Зоран Дабич исто така. Вие сте клучна политичка фигура во европските политички кругови. Вие ве почитуваме многу и ни треба вашата поддршка и напори. Ги почитуваме сите ваши напори што ги правите за Македонија да ви напред. Сепак, да ја свртиме страната амбасадора ако се служувате. Прашањето е многу важно во врска со политичката клима во последните 7 години во Република Македонија. Да бидам искрен, јас ќе бидам критичен кон политичарите, зашто владите во Македонија и ова посебна влада во овие 7 години, коалиција на СДСМ и ДУИ, знаете, тоа се коалициони партнери кои ништо не сторија во делот на борбата против корупцијата, криминалот, владењето на правото, слободата на медиумите. Да, 100% стојам за оваа критика, бидејќи 100% ова е ставот на македонскиот народ по род и државјанство. Но зошто? Заради нивната недржавен пристап и нехуманост мора да страдаат и останатите. Да. Луѓето страдаат и од владата, но што да се прави? Секоја година читам извештај за Македонија од комисијата, од кој се чита во парламент и во овие извештаи можеме да прочитаме што не се направило, што треба да се направи. Но ништо не се направило и ако се следеа само правилата, тогаш ќе бевме во состојба да разбереме, да се бориме и понатаму за Македонија, да ги надмени овие пречки, затоа што прави владата? Не се бори против корупцијата, не се бори против криминалот, луѓето страдаат, луѓето имаат можност сега да бираат. А ако луѓето сакаат да сменат нешто, тие мора да ги сменат луѓето кои што ги водат на изборите и така да на наредните избори оние кои што ќе победат, тие би требало да го следат она што го ветиле, дека ќе се грижат за граѓаните, а не за своите джебови лични и блиски, така да ако е можно во наредните избори да се дојде до нови политичари и состојбата да се подобри и дека ќе треба тие ќе го направат тоа. И јас само можам да ви ветам дека ќе го гледаме тоа како ќе се одвива кај вас, но тоа нема да биде дел од официјалната политика, но ние го правиме тоа со сите држави од Западен Балкан, особено земјите кои што има најголем проблем, а тоа е вашата земја. Се сложувам со вас, амбасадори, вие би се сложиле дека состојбата е во рацете на граѓаните. Да, секако она што може во минатата година или две е нивото на енергичност е големо, дека граѓаните се проактивни, се повеќе, дали преку НВО-ата или преку јавните изјави на интелектуалците, преку има глас против страничната има корупцијата, да. Значи имаше огромно зголемување на корупцијата, тоа е клучното нешто што сега се случува, затоа што корупцијата се однесува, се рефлектира и врз безбедноста, врз квалитетот на судството, корупцијата се рефлектира врз здравствениот систем, кој што е страшен
корупцијата се рефлектира на општата благосостојба на граѓаните и ние сме сведоци на фактот што Македонија опаѓа животниот стандард и малку е смешно како владата смета дека луѓето ќе веруваат се што тие ќе кажат, спомнувајќи некакви вештачки бројки за тоа дека просечна плата е зголемена, што се смета дека е честна работа, тоа е како да имате просечна плата помеѓу две лица, едниот има $10 плата, а другиот има $1000 и просечната плата кај нив двајца ќе биде $510, но половина од нив живеат само со $10, така да мислам дека да се разбираме, да. Значи мрежа на корупција која што мора да биде прекината во интерес на граѓаните. Парите што се губат во оваа мрежа се одзема од граѓаните и граѓаните требаат образование, здравство и се друго. Така да ово е најголемиот проблем, но не е само тој единствениот проблем. Господја Пак, во 2016 година меѓународната заедница, секако и САД, беа јасни дека Македонија мора да ја смени власта на Никола Груевски, која беше дефинирана како криминална и недемократска. Тогаш се случи познатата шарена револуција со единствена порака да се врати правдата и да се донесе мир. Од сето тоа и излезе една голема нула или ништо. Октроираната коалиција ја зацементира Македонија и ја вгнезди во собствената жива кал. Народот бара, се извинувам, народот бара промени на власта и спас од овој хаос. Ваш коментар во врска со оваа состава, со овие состави? Ве молам? Вака, Слободан. Ова го одговорив пред да го поставиш. Се сеќавам многу добро дека претходната влада беше критикувана. Имаме право да ги критикуваме, но не беше подобро тоа што подоцна се појави, дури и полошо е сега. 7 години за ништо и мислам дека тоа што го чувствувам и се надевам дека луѓето ќе разберат, како што реков пред, ќе треба да гласаат за политичари кои што се сериозни, кои што се доверливи и очекувам наредната влада дека ќе биде таква и како реков и очекувам дека ВМРО, новото ВМРО ќе го направи оно што луѓето го сакаат, дека ќе бидат избрани од луѓето, за граѓаните, за нивните потреби и затоа сметам, не би сакал да се повторувам цело време, но тоа е тоа што е заедничко и амбасадоре вие, да. Јас би додал само дека е интересен факт дека во суштина меѓу најгласните критичари на оваа влада се членките на бившата шарена револуција, зашто тие се чувствуваат напуштени, тие се чувствуваат разочарани и тие не гледаат дека сегашната влада вистина имплементира идеите и поривот кој што тогаш пред 7 години ги има кај себе. Господјо Пак, Бугарија може да се каже дека ги повампири своите апетити и историски амбиции кон Македонија, играјќи ја улогата на кочничар и после Грција, Македонија остана вон ЕУ, овој пат барајќи спроведување на така наречениот француско-германски предлог кај народот и опозицијата познат како бугарски диктат. Бугарски диктат, да. Тоа беше француски предлог, прво. Германците немаат тука многу, тоа не беа против, тоа беше француски предлог
И сметам дека јас исто така гледам што можеме да направиме на крајот. Ми се чини дека единствена можност имаме да јас испе се сложила со тоа, ако би имала текст попришан од двете страни, дека нема ништо повеќе да се додаде во тој договор и тоа да биде последно што треба да се смени. Но тоа треба да биде подпишано од Бугарија, од вашата земја, така да на крајот во политиката ќе треба да најдеме често компромиси да бараме. И на жал не гледам друг начин да излеземе од ова, бидејќи националистите Бугарија не ќе можеме да ги убедиме. Јас не можам да го направам тоа. Јас се надевам дека Марија Габриел, мојата пријателка како министер за надворешни работи, се надевам ќе стане и премиер како што и беше ветено. Сметам дека може да најдеме можност да подобри партнери за разговор ќе најдеме меѓу државите, меѓу двете држави, и ако се договориме, и ако се не најдеме друг начин, тогаш ве молам, направете, ако имате подпишан договор, дека тоа е последното барање кое што се става како пречка од страна на Бугарија. Инаку јас не би подпишала ништо. Амбасадоре, вие, да, тоа е тема која што многу чудна, дури почудна од грчката блокада, затоа што представува политичко злоупотреба на малцинствата во двете земји. И разбирајќи дека Европа не разбира барањата, средовечните барања, средновековните барања на оно што Македонија, тоа се бугарите не се, дека тие историски решија да станат земја по Втората светска војна, дека некој нив ги смислил или ги измислил. Би сакал да укажам на тоа дека согласно Универзалната декларација за човекови права на ООН, и тоа основни човекови права, особено правата на малцинствата, се суштината на политичкиот живот кој што дојде до успех на изградба на Европа по Втората светска војна и еден од најголемите успеси во самото човештво. Но Бугарија има многу чуден и селективен пристап во врска со човековите права, особено кон правата на малцинствата, барајќи права за именувајќи ја приказната од средновековни прашања кои што навистина не се разбирливи, па се до полето на човекови права, пренесувајќи ги до таму, надевајќи се дека ќе имаат повеќе моќ тука, но се уште се многу селективни. Тие не признаваат во нивната земја дека има национални малцинства во нивната земја, но од друга страна бараат права за нивното малцинство во Македонија. Ова навистина е селективна и чудна ситуација и затварајќи едно око или покривајќи ги очите толку многу луѓе што живеат во нивната земја, кои што се добри бугарски граѓани, но етнички се македонци, значи затварајќи ги очите во правец на 16 пресуди од Советна Европа дека кои бараат од Бугарија да им дозволи на тие луѓе кои што се представуваат себе си како македонци да си ги уживаат своите човекови права и да си го чуваат и развиваат својот национален и културен идентитет. И затварајќи ги очите на тоа, вртејќи ја главата на страна, велејќи удирајќи шлаканици, да речеме, од толку шлаканици од Советна Европа, тие глумат како ништо не се случило. И едноставно по секоја пресуда ќе платат неколку илјади евра казна, затоа што казните се, знаеме, символични во тој аспект, но моралната казна треба да е многу пожестока и за жал не гледам дека бугарските политички лидери сака да го прифатат тоа, до каде тоа ќе оди, ќе видиме. Мислам дека исто така Европа ги разбира тие работи, може би поспоро од нас
отколку што ние сакаме, но ете разбира дека имаме состојби каде што има недостаток на реципроцитет. Реципроцитет е збор кој што е многу добро познат на светот, во демократиите, и ние толку често сме се соочиле со барањето да се најде консензус, да се одговори на нашите барања и да не се бара се да се покрие реципроцитетот, треба да биде стабилен пат кон иднината во односите помеѓу нашите две земји. Ние не можеме тоа да го надградиме сами. Ако кажеме и ги вклучиме бугарите во нашиот устав како што бара Бугарија сега и македонското малцинство да остане во сивата зона во Бугарија, нема да го решиме проблемот долгорочно, дефинитивно не. Мисис Пак. Да, уште еднаш. Тешко е да го слушнам затоа што има и мешање со преводот. Не ве разбрав, баш се извинувам. Па така да не би можел, ако сакате нешто да одговорам, треба да ми го подставите и тоа како не можам да го чуем добро. Ќе продолжиме. На почетокот кажавте дека кои се вашите проценки за поранешните југословенски републики, каде што беа Србија, Црна Гора, Косово, но како нова држава. Дозволете друго прашање да поставам во врска со овој контекст. Дали невнесувањето на Македонија во ЕУ беше како и кај останатите балкански држави, Србија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина и Косово, до каде тоа ќе оди? Едноставно е. Ки пуштите русите да влезат, тие влегуваат. Русите се обидуваат да креираат проблеми за ЕУ, тие не се заинтересирани за демократија, тие сакаат да попречуваат проблемите, да ги поставуваат најавија за да одат во Србија, во Република Српска и во БиХ и се обидуваат да прават неволи. Тоа што го гледаме, русите влегуваат и прават неволи. И проблеми, кинезите доаѓаат да направат пари, инвестиции, немаат некој интерес во другите земји, така да имаме ситуација каде што агресијата врз Украина на Русија не прави, барем да се разбудиме, да разбереме дека не е само во интерес на Западен Балкан, како што рековте туку, исто така и во наш интерес е, во наш собствен интерес да станеме сите заедно, да изградиме заедничка Европа. Тоа е наш интерес и сметам дека треба да работиме на тоа, затоа што не ако бевме во последните години, 60-70 години, не смееме да го напуштиме тоа и да го замениме со агресивна политика кој што е таа на Русија. За жал, Русија има пријатели во регионот и треба да внимаваме. И многу посакувам да барем комисијата да разбере дека проблемот во регионот, особено со Косово и со Србија, не може да се реши би требало да се реши преку диалог, но луѓето кои што не доаѓаат од земјите кои што не се признаени, што не го признаваат Косово како Словачка и Шпанија, треба да има луѓе кои што се неутрални, кои што може да помогнат да се најде диалог и решенија. Во низ диалог мора да бидеме многу внимателни, затоа што имаме толку многу можности за агресија од надвор и тоа треба да не прави ранливи. И уште еднаш секогаш им велам на луѓето кога ме прашуваат можеме ли да се прошириме, да ги земеме тие држави, јас им велам не е тоа еден вид го правиме затоа што во нас интерес, затоа што ние можеме да бидеме егоистични да го правиме тоа. Така да тоа е исто така и наш интерес. Господјо Пак, дали неодамна дефинираната трилатерална мини Шенген Србија, Македонија, Албанија, позната како
Open Balkan е некаква си мала Европска унија на Балканот? Заборави, готово е тоа. Тоа беше во интерес на 3 големи босови кои што сака да го поделат Балканот меѓу себе. Но оно е во Србија големиот газда и да си го гради својот имидж. Тоа е готово. Јас се посетувам дека на Балканот, на Балканскиот самит имавме, беше во Софија, ми се чини, каде што на крајот имаше желба на сите да се воспостави регионална економска зона на Западен Балкан од 6 држави. И тогаш ова може да биде голема помош за сите, но тоа не беше направено на тој начин. Тоа се нарече Open Balkan, но ќе ви покажам нешто. Ова беше одружено во февруари. Тоа е новиот план за растеж на Западниот Балкан и треба има 4 столбови кои што се зајакнување на економската интеграција со ЕУ, на заедничкиот пазар. Прво, второ, зајакнување на интеграцијата на економијата во самиот Западен Балкан преку заеднички пазар во регионот, што може да придонесе 10% во економиите, да го зајакне истото фундаменталните реформи и пето, зголемување на финансиската помош. Тоа се 6 милиарди евра кои што се наменети за Западен Балкан, за проширувањето на ЕУ. И тој се нарекува нов план за растеж на Западен Балкан. И тоа е нешто што помага на земјите да се приближат едни со други во заедничкиот пазар и на долг рок има возможува да имаме практично да биде во рацете на граѓаните и тоа е нешто што е многу практично. Амбасадоре? Се сложам за се што кажа госпоѓа Пак. И како дипломат што ги следи работи на соработката помеѓу САД и Македонија и на текстот на меморандумот кој што го подготви текстот за меморандумот за стратешка соработка претходно, кој што беше направен во 2008 година во тешките времења откако не одбија од НАТО за членство, да кога Македонија требаше да стане членка на НАТО. Јас исто така многу внимателно прочитав изјавата на заменикот државен секретар Ескобар пред неколку дена, кој што кажа дека старата влада треба да работи на Македонија треба да влез во ЕУ и согласно патот на НАТО, но за новата влада повтори дека треба да се бори против корупцијата. Тоа ми даде сигнал што по моје мислење Обединените нации го гледаат тоа или го подготвуваат тоа да бидат спремни за новата влада во Македонија, бидејќи тие очекуваат успех во борбата против корупцијата, што претходната влада не го правеше. И верувам дека ова општо чувство на граѓаните во Македонија дека многу очајно во овие денови, дека ќе по изборите ќе биде во изборите ние сите сакаме да видиме влада која што покрај исполнувањето на обврските на членството на НАТО и достигнувајќи ги стандардите на Европската Унија, ќе бидат исто така посветеност во борбата против корупцијата. Добро. Амбасадоре, јас сум бил во Франција, во Германија и моје чувство е дека Германија е стратешки партнер за Македонија
ова држава не доволно учествува, како и да е. Сите држави од Европската унија сакаат Македонија да стане членка на ЕУ, но исто така го прифаќам ваша критика и она што амбасадор го напомна како клучна поента во Македонија и законот е дека борбата против корупција мора да е, немањето слобода во медиумите, немањето почитување на владење на правото, така да ние во последните 7 години сме обземени со тоа и граѓаните велат доста е и согласно дали има можност дека Македонија ова прашање посериозно ќе го прави и да ќе го остави тоа и ќе го реши овој ѓаволски круг кој што значи да се тргне блокадата кој што Македонија како ни една друга земја не и дават шанса да станат членка на ЕУ во блиската иднина. Ве молам. Не сум јас представник на европските влади, но знам дека Германија има голема поддршка за вашата земја, која што има желби да стане членка на ЕУ и сметам дека сите разбираме дека сегашната влада беше многу поддржувачка на социјалдемократите, но германските социјалдемократи кога беа последниот пат во Македонија не беше баш сјајна ситуацијата таму, затоа што увидоа дека не функционира тоа, така да нова влада е нешто што ќе треба да донесе нова надеж и мислам дека владата во Германија, очекувам во германските политичари ќе го поддржат тоа, бидејќи го гледам тоа како со жал кажувам дека поради вашите соседни држави се блокирани, како што рековме и Грција што го правеше. Но сега сме во состојба кај што има потребно разбирање, особено во Германија, колку е важно заедно да работиме, Бугарија, Северна Македонија, БиХ, Германија, да бидеме една голема фамилија, да бидеме обединети и да ги следиме копенхашките критериуми, бидејќи тоа е суштината на нашата заедничка работа. Вие го знаете, вие може тоа во извештајот да го прочитате и нова влада навистина треба да го следи и тогаш може да ни помогне да станете еден ден и членка на ЕУ. Германија е една земја која што највеќе ме поддржува. Благодарам. Германија е еден од стратешките партнери. Во Македонија имаме многу фирми од Германија кои што работат во Македонија и најголем економски партнер и така. Ако ми дозволите, видите, отекано е оваа состојба, деновиве резолуцијата на Сенатот на ЕУ даде јасна порака на Софија и Брисел и Скопје, резолуцијата со која Бугарија се повикува безусловно да ги трне пречките за македонско членство во ЕУ, согласно експертите од Американскиот Сенат, која е поддржана од двајца демократи и двајца републиканци, е јасен показател дека САД е најголемиот поддржувач на влезот на Македонија во ЕУ. Поранешниот амбасадор Вашингтон Васко Наумовски, верувам дека го знаете, изјави дека ова е порака за сите оние кои создаваат конфликти, но и самите држави членки на ЕУ. Нешто за тоа да ни кажете? Да. Јас целосно се сложувам со оваа резолуција затоа што ние како ЕПП, Европски народни партии, значи го кажуваме на нашите состаноци во Букарешт и говоревме за тоа, така да јасно, јас го слушав лидерот на сестринската партија, господин Николовски, со Гордана се сретнав и ние ги разбираме состојбите, ние сакаме да им помогнеме и веќе крајно е време Бугарија да разбере дека не може да продолжи вака во Европа. Можете да замислите Франција и Германија, некој друг, да си поставуваат пречки на сите други земји кои што се во никогаш немаше да имаме Европа. Значи никогаш немаше да имаме Европска унија ако останеа тие пречки. Бугарија треба да разбере дека заедно со Македонија, заедно со Грција и со сите нас
можеме да изградиме унија и не можеме да изградиме ако некој постојано критикува на историски теми, но треба да останеме во модерното време и да погледнеме во правец на идината. Многу импресивен одговор. Многу импресивен одговор. Прекрасен одговор. Амбасадоре, јас ќе додадам само дека фактот што Сенатот на декларацијата е бипартизан, значи од двете партии, и тоа ми дава, ми кажува дека САД повторно зачекорува во правец на поголема вклученост во нашите спорови овде на Балканот. И покрај тоа што тој ангажман не е толку видлив, не секогаш е видлив. Согласно, рековте дека деновиве во Букурешта беше многу интересна конференција, каде што имаше патување опозицијската партија ВМРО-ДПМН, која со својот лидер доктор Кристијан Мицкоски овие денови. И тој присуствуваше на голема конференција во Романија на Европските народни партии во Букурешт. Доктор Гордана Силјановска-Дахкова беше во делегацијата. Дали се видовте пред се на ова средба на ЕПП? Да, се видовме. Не можам за Мицкоски да кажам, затоа што бев на други средби, кога тој беше слободен. Секој сака со секој да се сретне, знаете, но се сретнав со господја професорка доктор Гордана Силјановска. Ја знам од претходно, ја поддржав нејзе. И јас, таа е многу стручна, но таа е многу скромна, но е многу јасна и многу со голема самодоверба и имав многу можности да разговарам во Советот на Европа, каде што беше на комитетот. Мислам дека да учествуваше на дебати и дискусии во врска со правни прашања во комисијата. Тоа е многу пријатна особа за председател, затоа што таа е прилично интелигентна, но има чекори, има корени во локално ниво и за мене би рекла дека таа ќе биде многу добро лице на вашата држава во Унијата и дури во Унијата на меѓународен аспект. Амбасадоре, може вие нешто друго прашање за Гордана? Да, говорете, секако го следов вашето портфолио, господјо Пак. Јас ви се восхитувам на вашата работа, но особено во минатиот период како председател на жените на ЕПП. Да, ова е многу важно прашање и може би на некој начин тоа е круна на вашата кариера, ако дозволите. Така да сметам дека тоа е многу импресивно. Верувам, според она што го кажавте за господја Гордана, дека за Македонија е време да го добие првата жена председател. Да. Само да додадам. Јас не сум повеќе председател на одборот на жените на ЕПП 22 години, сега сум почесен председател, но мислам многу сум блиска до и мојот наследник е многу позната дама од Романија, од унгарскиот дел. Таа работи во националниот парламент во Романија, таа е многу добра и ја одбрав нејзе затоа што сакам да бидам заменета со најдобрата во моментов и мислам дека ние како жени на ЕПП сме многу интензивно работиме во ЕПП и вон ЕПП во нашите држави и партии. Имав многу контакти со жените во Европа и се сложувам со Зоран и со вас затоа што луѓето генерално и принципиелно сакаат да видат промени во политиката. Истовремено очекуваат да од самата држава Македонија да добие жена председател.
Например, јас, господја Меркел, ја почитувам многу, незината екселенција таа потврди што значи да се биде вистински столб, да се има авторитет и да се биде сериозна политичка личност во светот. Како и да е, се сложам со амбасадорот Давич. Моето прашање оди до вас, господјо Пак, како почесен председател на женското група на ЕПП, дали може македонските гласачи кои што ќе учествуваат на изборите да ја поддржат Гордана Силјановска, да видиме дали вие ја поддржувате ова председателство на Гордана во април 2024 Гордана Силјановска да биде председател. Да, и да, ја се поддржам. Ја поддржав и минатиот пат, ја поддржам и сега, таа е да, понекогаш изгледа како да е повлечена, многу е цврста, скромна. Не сака да глуми некој голем бос, но таа е силна жена со самодоверба. Јас сум многу среќна што таа се бори за мандатот председател. Има многу познавања, многу големо искуство. Таа е вистинската личност со своето искуство, како што реков претходно, локално, национално, затоа што беше во парламентот и на европско ниво, како во Советот на Европа, и тоа многу добра работа има направено таму. Таа водеше комисија за независни експерти за локални политики. Таа е цврста жена и би била многу среќна да можам да ја поздравам како председател на државата. И вие може да бидете горди со неа. Сигурна сум. Секако. Две прашања за крај. Најпрвен ова титула како амбасадор, насловот на ова беше Сизифовиот пат на Македонија. Да, многу сте во право. Сизифовскиот пат, нашиот пат кон Европската унија е многу долг. Ме потсетува на еден човек, Сизиф, кој што туркаше камен нагоре, низ брдо, и од време на време каменот, бидејќи беше многу тежок, се спушташе надолу малку и потоа повторно 10 чекори правеше нагоре туркајќи го каменот и потоа неколку чекори пак назад. Така да ова е добар наслов за ова денешна наша дискусија. Екселенцијо, која е вашата формула и како гледате времето иднината за Македонија? Дали очекувате да се придвижиме во правец на Европската унија во разумно време и Македонија да стане членка? Сега не само што ги имаме 6 земји на Балканот, и сега имаме и други земји, имаме Грузија, Украина и Молдавија. Мислам дека треба да одиме напред, затоа што, како што реков претходно, во наш интерес е, егоистички интерес, да формираме Европска унија, која што е многу посилна што е сега, со многу повеќе членки, но тогаш вие, не само вие, толку и сите други земји ќе треба да ги исполните се што се бара од вас, копенхашките критериуми, и ние како Европска унија исто така треба да мислиме во тој правец. Бејќи ако се прошириме, ако бидеме 36 земји, тогаш мора да имаме начин за тоа ќе можеме ли 36 комесари да имаме, може ли да имаме консензуално гласање, така треба да размислиме за нашата иднина и состојби и ќе треба да направиме промени што е можно побрзо во наredните 5 години, за да на крајот можеме да се отвориме, портите да ги отвориме за земјите, да се надеваме на вашата земја која што ги следи навистина со нова влада, која што она што ќе се бара од владата да го направи за потребите на луѓето во вашата земја и во нашите земји. Екселенцијо, во секогаш луѓето ве се сеќаваат на вас како многу јасна, многу честна, отворена личност и политички отворена. Јас сеќавам на господин Шолц кога беше во Софија минатиот пат. Амбасадоре, може вие нешто ќе кажете? Беше многу нервозен и тој кажа, како што сеќавам, дали знаете како
се состојбите во Европската унија, зошто ги оценувате Македонија во Бугарија? Никој не даде одговор. Она што сакам да кажам како порака за Бугарија и желбата нивна е да Македонија се смени и потоа за да стане членка на ЕУ, тоа се ултиматуми и блокади и така натаму. Каква е вашата порака за Бугарија? Мојата порака е, како што реков, не можам да повторувам, мојата порака е почнете да правите што е неопходно и се надевам дека Бугарија тоа ќе го направи и ќе разбере барем дека треба да се однесува проевропски, на проевропски начин и да живееме заедно, да работиме заедно, да бидеме заедно и да оставиме историјата зад нас. Можете ли да се замислите ако сите во нашите земји почнеме да размислуваме за нашите соседи на тој начин, никогаш нема да се обединиме. Така да ве молам, бидејте фини со вашите соседи. Јас исто така, ако новата влада креира добри контакти кон лидерите за да ги решава овие проблеми, се надевам, имам утврдено дека господ Мицковски има разговаране со Мицотакис, затоа што тие се со нашата народни партии. Значи мора да најдеме начини да ги односите подобруваме на дипломатски начин, но исто така и на емпатичен начин, затоа што ние живееме во истиот регион, вие живеете во истиот регион, имате историја која што е многу блиска, но дозволете да го пресечеме тоа и да престанеме да се гледаме како непријатели и да бидеме и сите да се придружиме. Ако сакате да го направам тоа, јас ќе дојдам да ви помогнам во тој аспект. Ви благодарам што ни се придруживте. Амбасадора, вие сакам да ви заблагодарам за поканата и дозволата да споделам со вас во прайм тајм со господја Пак. Благодарам до вас и се најдобро. Се гледаме близка иднина. Почитувани гледачи, дојдовме до крајот на емисијата. Ваша екселенција, ви благодарам што дојдовте и реализиравме ова интервју заедно со госпоѓата Дорис Пак. Еве, 2 минути да завршиме со оглед дека влеговме во 10-та минута од нашето зацртаното време. Што би додале само за крај? Па би додал за крај дека Европска унија има потреба од повеќе вака отворени политичари и разговори. Open-minded на англиски, значи отворени и во умот. Така. Кои можат не само да ги согледаат, мислам дека повеќето и ги согледуваат проблемите и состојбите, меѓутоа кои можат да разговараат критично, да имаат собствена мисла и да не се плашат да ја кажат, бидејќи на тој начин можат да отворат пат и да дадат нови насоки за решавање на некои проблеми за кои сметаме дека се закопани во ровови. Никогаш ништо не е закопано во ровови, доколку се држите до својот дигнитет, доколку го респектирате и опонентот, вие секогаш можете да седнете, да разговарате и да најдете начин. Благодарам многу што бевте и простете ми, со оглед дека еве за ден-два е прочка, постот започнува. Простете ми вие, почитувани, доколку сум ви погрешил, знаејќи, не знаејќи или не сакајќи, најмногу не сакајќи, ви посакувам благоугодни пости. Благодарам на Жан Станоевски и Констан компанијата. Благодарам на мојот асистент Кристина Томич, која даде својот несебичен придонес за оваа емисија, на моите колешки, драги Гордана, Ивана, Марко и сите кои беа тука вечерва со нас овие 70 минути и ви посакувам пријатен вечер. Имате што да размислите по оваа вечер, вчераска, пријатен вечер за многу години.